Почитувани представници на медиумите, ми представува огромна чест во моје име како новоизбран председател на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН Општински комитет Прилеп и во името на целата Унија да упатам отворена покана пред се до сите млади луѓе, како во општина Прилеп, така и во цела Македонија да дојдат на прославата на 31-иот роден ден на најсилниот политички подмладок во Македонија, а тоа е Унијата на млади сили. Прославата ќе се одржи во Домот на културата Марко Цепенков во големата сала на ден 6.4.2022 година со почеток во 19 часот. Вреди да се спомене дека на овој настан ќе биде презентирана стратегијата за млади изработена од УМС, а насловена како Визија за победи, шанса за промени. Ова е прва ваква стратегија изработена од политички подмалок од осамостојувањето на Република Македонија. Младите се секогаш на страната на оној кој работи и придонесува за нив, па затоа се гледаме во среда во 19 часот во големата сала на Центарот за култура Марко Цепенков. Конкретно ќе подобрите ситуацијата на младите во Прилеп? Наскоро се очекува и формирање на младинскиот совет при локалната самоуправа на општина Прилеп, кој ќе биде врскан со градоначалникот, кој би требало да почне да работи на подобрување на прво стандардите на младите преку организирање на културни, спортски настани, манифестации и секако поддршка на локалната самоуправа да ги поддржи сите тие идеи кои ќе произлезат од младинскиот совет или општо од сите млади од општина Прилеп кои ќе имаат прилика да придонесат во неговата работа. Дали тој младински совет се формира секоја година, мислам не секоја година со секој новоизбран градоначалник? Досега не постоеше таков младински совет? Тој младински совет, јас колку што сум запознат, постоеше само на хартија, не работеше досега и сега треба да се реоформи со назначувањето на новиот советник на млади во локалната самоуправа. И сметат дека ќе се стопира миграцијата, што е масовно со тој младински совет и други чекори? Не е возможно да така наеднаш да се стопира миграцијата во секој случај, ама мора да почнеме од некаде, значи секој почеток е тежок, мора да се почне на подобрување на животот и стандардот на младите, не само општина Прилеп, туку општо и во целата држава, а идејата е да се преку такви некои организации или преку подмладоците на политичките партии да се работи во интерес на младите, да се, бидејќи сведоци сме на еден тотален крах на културата во нашиот град, што поради пандемијата, што поради некои други настани во изминативе години, да се трудиме да ја вратиме на високо ниво, онака како што доликува за Прилеп, и преку такви некои работи да ги задржиме младите тука, да просперираат тука, а не да бараат решение надвор од градот или од државата. Сметаш ли дека младите ги гледаат партиите како биро за вработување? Или гледуваат од некаква идеологија? Еве конкретно за ВМРО-ДПМН. Па влада еден страшен стереотип во изминативе години, откако да речеме јас членувам во политичка партија ВМРО-ДПМН во Унијата на млади сили, дека сите членови се таму само за вработување, дека се етикетираат одма како не знам, му даваат различни прекари. Јас сметам дека младите, посебно во нашата партија во моментов, се и од идеолошки аспекти, од дружба, сепак ние сме Унија на млади сили, треба да преовладува дружбата, треба да преовладуваат проектите кои ќе бидат од млади за млади, и секако низ тие процеси некои од нас можеби во иднина ќе израснат во политичари кои се надаваме дека ќе ја променат ситуацијата во државава на подобро. А партиски вработување? Партиските вработувања не знам, не би коментирал. Што еден член со наполните 18 години, кога сака да се зачлени кај вас, од кога примате млади и зошто сака да се зачленат во ВМРО-ДПМН? Ако не е за да биде работувањето, очигледно поделно на сите вие стратег цел тоа. Според статутот на ВМРО-ДПМН, младите може да се зачленуваат од 16 години до 29, толку е границата на Унијата на млади сили. Конкретно во моментов имаме многу млади луѓе кои, да речеме на 17 или 18 години, јас искрено не верувам дека размислуваат за вработување во иднина. Во нив гледаме на чиста желба за дружба, за работа, за организација на вакви настани на кои ќе се промовираат стратегии и политики кои во иднина би придонесле само за наше добро. И зошто доаѓаат во ВМРО? За, еве како што кажав, првичната цел нас... Која е идеологијата? Објаснија.
Зошто младите сакаат да се членови ваши? Најпрви не ја гледаме идеологијата стрикно како на партијата ВМРО-ДПМН, се знае идеологијата на ВМРО-ДПМН е нели зачувувањето на македонските национални интереси, но сето тоа се повисоки политики кои според мене како сега е веќе млад лидер не треба толку да ги тангираат младите колку што треба да ги тангира дружбата, да ги тангираат ваквите проекти, ваквите настани и сето тоа што не знам би ги привлекло да бидат членови на било каква политичка партија. Конкретно зашто ти си член на ВМРО-ДПМН, зашто си лидер? Еве, на двете прашања ќе ви одговорам. Значи се зачленив на мои 17 години. Тогаш конкретно желба да членувам, да речем, еве, од корените прво на моето семејство, тргнувајќи од таму, па потоа да променам нешто во општеството. После 4 години работа во Унијата на млади сили, видов како функционира тоа, ми се допадна процесот на работа и решив да се кандидирам за председател, конкретно на Општинскиот комитет во Прилеп. Избран сум за председател. Некои работи што досега не сметав, ама може да се одвиваат поинаку, еве сега би ги променил, па да се надеваме во наредните 4 години на многу подобри резултати. Кој е Христијан Тунески? Јас сум Христијан Тунески, студент на педагошкиот факултет во Битола на насоката македонски јазик и книжевност. Имам 21 година, председател на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН Прилеп. Дали имаш некакво работно искуство? Во моментов сум работен во локалната самоуправа во Прилеп. Како? Како веб администратор. И уште едно прашање, спомнуваше многу проекти, вакви проекти, онакви проекти. Ајде барем 3 проекти да ни наведите за тоа како ќе се подобри живењето на младите во Прилеп. И што беше до сега тоа што недостасуваше? Што ви фали? Унијата на млади сили, што ви фалеше, што е тоа што ќе го надоградиш? Тоа конкретно за проектите. Проектите би започнале со реализација и со идеја нормално, со оформувањето на младинскиот совет. Како Унијата на млади сили ние имаме план и програма за работа, може слободно да ја посетите нашата фан страна. Секој месец имаме тековни активности, дали турнири, дали забави, дали следење на некој фудбалски надпревар. Имаме, значи, доста активности. Се извинувам. Кои проекти? Значи што е тоа што досега сметаше дека недостасува во ВМРО-ДПМН, а ти ќе го спроведиш? Не сметав ништо конкретно дека недостасува, туку некој начин на работа кој јас мислам дека мене би ми олеснил работата, тоа е имплементација на што повеќе млади во структурите на партијата, а не само да се гледа широкото членство, со што мене ми би олеснила работата со една маса на млади луѓе со кои би ми било полесно да стапам во контакт и да им посветам повеќе внимание. За забава требаат пари. Како економски ќе се подобри ситуацијата на младите во Прилеп? Преку имплементација на како? Како е планот на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН? Таков конкретен план за стрикно подобрување, значи од нас како Унија на млади сили да се подобри животот и стандардот на младите во Прилеп ние немаме, ама сепак како Унија на млади сили стоиме на располагање на поддршка на секаков вид проекти преку или не знам обуки, семинари преку кои младите можат нешто да научат, да им се пренесе и да се мотивираат својата иднина да гледаат овде, да просперираат, да работат и да учат овде или во Прилеп или во Македонија, битно да се остани тука. Како да останат, Христијан? Еве, дали тебе не ти забележуваат, прв дојде за председател и прв се вработи во општина. Што им велиш на твоите сопартици околу вработувањата и како да му кажеш на тие околу тебе дека да не гледаат надеж за вработување во јавна администрација и слично, и да не гледаат првиот глас за Германија? Да ви испрам, јас не се вработив во општина од кога станав председател, туку од претходно. Во општина се вработив под други околности, не преку заради тоа што станав председател, како што ви изјавив и претходно, значи постои еден голем стереотип кога се во прашање политичките партии во Македонија, нивните подмладоци и сето она што е поврзано со нив, со јавната администрација. Затоа јас искрено се надевам, јас од оваа позиција во моментов како председател на младина на политичка партија не можам ништо конкретно да сменам
во тој поглед, ама можам да поддржувам такви настани, да собираме што повеќе деца, да ги промовираме тие настани и преку нив да се мотивираат и да се како што кажав претходно, да не се повторувам, да останат тука, значи во нашата општина. Како ќе ги урните тие стереотипите цело време што ги изборуваш, како ќе ги урните стереотипите? Да не се вработувате во локалната самоуправа, зашто не се отвори фирма да се бидеш дизајнер, нето што се го знае, туку да биде во локалната самоуправа. Ако ќе се стимулира, нека како тебе, или на тебе или илјадници како тебе, наместо да ода во локалната самоуправа, да се отвора фирма и да не ода во Германија. Односно во Сранско. Тоа е веќе малку лично прашање кое ги засега. Да нешто како пример те зедо. Не мене. Лично прашање за секој млад човек во Прилеп во врска со тоа што би одлучил да работи во иднина. Значи, како би ги стимулирал, јас пак ќе речем, од оваа позиција моја не знам. Навистина не знам. Тој стереотип е граден од осамостојувањето, не од вчера па сега да го урниме за 24 сати. Ние работиме на тоа, се трудиме да ги привлечеме младите не преку партиски вработувања, туку преку дружби, како што кажав, преку настани спортски, културни манифестации. Еве ова е на голема чест за нас што ќе се одржи ваква манифестација во Прилеп. Ова е прилика да привлечеме што повеќе млади, да видат дека нешто се случува и не знам да се подобрува цела ситуација. Вели стратегија. Што пишува во таа стратегија, Пемашко? Има некој план за Стратегијата не е уште нигде, утре ќе биде промовирана официјално. И не знаеме, а вие што дадовте предлози, што да се прави до таа стратегија? Кои се тие чекори? Значи, да се вработуваат млади во приватни компании, да се направи измена на некој закон, да се направи некоја стратегија при притисок, да се дај олеснителни стартап кредити, да се дај некои шанси за бизнис отворање, што ти вели колегата. Што ќе правите вие? Каква надеж, еве ти кажувам, јас сум 18 години, идам кај те дојдела. Што ќе ми понудите вие мене како ВМРО да помаде? Значи, како ги делувате? Таа стратегија да ми објасниш. И како ги натерате младите да не си одат? Брачните парови да раѓаат деца. Значи, вие сте тие креатори. Притисок врз кого? Врз локалната, врз државата, промене на законите. Кои ви се тие стратегии што ќе ги правите? Ништо не разбравме до сега. Така, значи стратегијата искрено јас се уште не ја знам, ја немам видено, не е испромовирана, ама од тоа што се работело, таа е работена со години наназад, од кога е назначен нови, мислам, сегашниот председател на цела Унија во цела држава. Конкретно се опфатени сите сфери на млади луѓе, почнувајќи од средношколци па до студенти и нагоре. Јас колку што знам во стратегијата има за стипендирани, за надарени ученици, за студенти кои дипломираат на дефицитарните струки. Од прилика во таа насока би се одвивала поддршка на спортски работници, поддршка на културни работници, на млади уметници кои шансата ја гледаат тука и поддршка би побарале од општината или од државата, значи во таа насока би се одвивала стратегијата. Речи дека ќе ти представува чест и гордост што ќе бидите домаќини на тој собир на сите млади од ВМРО да помане во Прилеп. Дали можеби со тоа уште повеќе се гордеш, не знам дали знаеш дека некогаш некој овде направил прв конгрес на ВМРО да помане во истата зала, вие кажете? На истата сцена, на истиот ден е формирана Унијата на млади сили на 6 април 1991 година и тоа е секако вметнато во програмата и таа символика утре ќе се испочитува. Ќе имате Да. накамо вакви следби со медиумите, зашто имавте пресконференции, сами си снимавте, сами си праќавте материјали, ние почнавме да не ги објавуваме и нема да ги објавуваме докато не бидеме поканени. Вака според, значи точно, да, затоа значи секогаш новинарите ќе бидат поканети на секаков настан на Унијата на млади сили. Почнувајќи од денеска, ова е моје прво официјално јавно излегување од кога сум назначен за председател. Се поклопи со покана за роден денов, мене ми е тоа многу драго и апсолутно во иднина дека новинарите ќе бидат сегде поканети на сите настани што ќе ги организира Унијата на млади сили.